Председателот на ВМРО ДПМН и премиер Христијан Мицкоски ги повика граѓаните да го искористат правото на глас и како што рече да не дозволат некој друг да одлучува за нивната иднина. Очекува дека во вториот круг партијата ќе ги освои сите 24 градоначалници во општините каде има прегласување. Ние ниту еден човек нема да оставиме и за секое место, за секоја општина ќе се бориме, затоа што знаеме дека нашите против кандидати не нудат иднина, туку нудат враќање назад во на тешко минато кога се ограбуваше и национално понижуваше нашата Македонија. Така што на крајот од овие избори очекувам да има коалицијата и ВМРО ДПМН 59 градоначалници. Сакам само да кажам, излезете и гласајте и немојте да дозволите некој друг да одлучува за вашата иднина. Вие треба самите да одлучувате и да ја креирате вашата иднина. Предизборниот караван на ВМРО ДПМН денеска беше во Лозово. Кандидатот за градоначалник Бошко Цветковски вети нови работни места и инвестиции во инфраструктурата и образованието. Оваа борба, почитувани, не е борба за фотелја. Ова е борба за душата на нашата општина. За тоа, дали ќе имаме Лозово во кое младите ќе остануваат, а возрастните ќе живеат достоинствено. За тоа, дали ќе дозволиме стравот и лагата да ја потиснат вистината, или ќе избереме иднина со чисти раце и отворено срце. Во оваа борба нема место за поделби и не ме интересира кој од која вера, партија или заедница припаѓа. Кандидатот за градоначалник на Центар Горан Герасимовски најавува картичка со попусти за секој жител на општината. Ќе важат за купување билети за спортски и културни настани, продавници и угостителски објекти. Поведуваме центарска картичка со попусти за културни спортски настани, локали и продавници. Секој центарец добива еднаш годишно бесплатна карта за театарска представа, а за секоја следна купена карта добива 20% попуст. Со картичката овозможуваме и 20% попуст на надпреварите на нашиот најтрофен клуб работнички, како и попуст за влез на базен. На нашите центарци, на децата и возрастните, им овозможуваме подобри услови и поволности. Против кандидатот Лабудовиќ советување за обнова на фасадите на зградите во Центар. Смета дека со проектот сметките за грејење на жителите на Центар значително ќе се намалат. Старите фасади ќе добијат нов, достоинствен и современ изглед, кој не само што ќе го разубави Центар, туку ќе им донесе на граѓаните за 70% помали сметки за грејење и одлична енергетска заштеда. Дополнително планираме поставување на фотоволтаици и модернизирање на пумпните станици за вода во зградите со цел заштеда на енергија. Центарци заслужуваат убав, сигурен и достоинствен живот. Со овие реконструкции ќе озачуваме духот на нашите згради, а истовремено ќе му дадеме нова енергија на просторот каде што живееме. Од Независни заедно, кои за свој кандидат за градоначалник ја имаа Билјана Ивановска, денеска порачаа дека за вториот круг избори нема да бараат од своите поддржувачи да гласаат за некој од кандидатите. Изборот, велат, треба да е по сопствено убедување. Нема да ги повикувам граѓаните да гласаат за еден или за друг кандидат. Бидејќи секој граѓанин си е здраворазумен, си има право на гласање и си има одговорност кому ќе го даде својот глас. Но, кој да победи, доколку вистински се залага да го заштити јавниот интерес, треба да носи одлуки во полза на сите. Зоран Јаневски, Сидел телевизија.